Битола е град окупиран од возила. Тесни улици за кои битолчани велат дека биле направени во турско запајтони, а низ нив денес возат околу 27.000 возила или по 3 на жител. Тротоари и тревни површини зафатени од непрописно паркирани автомобили, коловози претворени во паркинси, недостиг на велосипедски патеки, но и лоши навики со коли да се оди дури на кафе на широк сокак. Град со пречник од 3,5 километри, каде поради метеж од едниот до другиот крај се патува повеќе од половина час. И на крај слаба сообраќајна култура, па со коли се влегува по плочници низ строго забранети зони. Битола досега има направено сообраќајни студии, планови, програми, но само на хартија. На терен градот се гуши во стари возила и чад од издувни гасови. Токму на Техничкиот факултет, каде 52 години обстојува студиската програма Сообраќај и транспорт, своевремено прва во државата од таков тип предавање одржа еминентниот универзитетски словенечки професор Јанес Кожел, влијателен архитект и урбанист, поранешен заменик градоначалник за урбанизам, кој беше меѓу 5 теми на експерти кои за 10 години го решија сообраќајниот метеж во Љубљана, Словенија. Го преуредивме јавниот простор во Љубљана, постепено ги продолживме пешачките зони, центрите беа најголемите паркиралишта, нив ги ставивме под земја и ги потопивме автомобилите, вели Кожел. Во градот каде има 279.613 жители, 3 пати повеќе од Битола, преку ден минувале над 117.000 возила однадвор. Со промените постигнале велосипедот да е најупотребуваното алтернативно превозно средство. Поставиле бројни пунктови со над 1000 велосипеди за изнајмување, каде првиот час е бесплатен. Велосипедот, вели Кожел, стана рбетот на јавниот сообраќај. Решавањето на сообраќајните проблеми не се прави само на хартија пред избори, вели професор доктор Никола Крстановски од одсекот за сообраќај и транспорт при Техничкиот факултет. И поголеми и позатрупани градови со возила успеале да го решат сообраќајниот хаос, но очигледно, како што вели Кожел, потребно е сите кои влегуваат во политика да се однесуваат како опозиција, за која има само еден приоритет, не собирање гласови пред избори, туку интересот на граѓаните. Тоа е ризик кој политички не дава резултат на кратки патеки, но делата остануваат да зборуваат. Пошто ви знаете да политика е умјече и вештина равнања промена. Вид политика nije да се одржи мандате, да се одржи на политичко граштво или управljanje промена. Тоа е еден ризични посал, ја барем така мислим. Previše romantički, ali tako je. Znači, ja sam stupio u politiku vjerujući da mogu da služim narodu. Jako to zvuči čudo. Kada sam kao predstavnik opozicije zemlje, kao predstavnik civilnog društva, mijenjaju se trake samo, ne, mijenjaju se te oznake na uključenju, ne, kolosijekov, i to su jedni pokušaje kako se preuzimanja, oslobađanja jedne ulice. Genau.